Додека за протестот на студентите на кој беше побарано правосудниот испит да се полага и на албански јазик, министерот за правда Игор Филков реагираше, велејќи дека македонскиот јазик не е пречка, туку обврска, уставна вредност и гаранција за функционирањето на државата. Премиерот Мицкоски и лидерите на ВЛЕН веќе уверуваат дека ќе се најде решение за ова прашање. На кое што ние како влада во моментов го работиме е да се обезбеди трајно решение со кое што овој, но и низа други проблеми кои што ги наследивме од минатото ќе бидат решени. Исто така го осудувам однесувањето на опозицијската партија Демократска унија за интеграција, бидејќи тие имаа можност 20 години да ги решат овие прашања, за жал ништо не направија. Решение ќе го испрати до Венецијанската комисија. Да, апсолутно. Дека законското решение ќе биде испратено за мислење до Венецијанската комисија потврди и ко-председателот на ВЛЕН Билјал Касами, кој рече дека искуството со законот за употреба на јазиците ги тера сериозно да размислуваат секое законско решение за правата на заедниците да биде оценето и од Венецијанската комисија. Kam thënë që brenda qershorit do të nis procedura për plotësim të ligjit të jurisprudencës dhe që besojmë që në kuadër të asaj që ka thënë edhe zotri Mexhiti, brenda 3 muajve do të kemi një rezultat përfundimtar dhe do të kemi një zgjidhje ligjore. За разлика од оптимистичките изјави на владините партнери ВМРО, ДПМН и ВЛЕН за решение, риториката на министерот за правда Филков вчера беше многу поостра. Тој дури напиша дека обидите законската обврска за познавање на македонскиот јазик да се представи како дискриминација, се опасна манипулација со јавноста и директен удар врз уставниот поредок. Македонскиот јазик е службен јазик на целата територија на Северна Македонија и темел на институционалниот и правниот систем. Недозволиво е чувствителни теми што директно го засегаат правниот систем да се користат за собирање политички поени или за создавање меѓуетнички тензии. Правосудниот испит се спроведува согласно важечките закони и професионалните стандарди, а не според дневно-политички агенди или притисоци од улица. Прашан за ова, Касами рече дека Филков води политика со која би го оправдале неговото разрешување при реконструкцијата на владата. Gjani edhe në vigjiljë të ndryshimeve qeveritare, fatkeqësisht zoti Fillkov po e ndjej që më shumë bën politik, do kisha thënë, për promovimin e tij dhe eventualisht për të arsyetuar ndryrimin e tij, sesa një politik si ministër që duhet të përfaqësojë gjithë qytetarët, për më shumë që nëse qeveria dhe parlamenti sjellin ligj, zoti Fillkov dhe kushdo tjetër duhet ta respektojë atë ligj. Инаку Филков во вчерашната реакција исто така рече дека Министерството за правда останува отворено за аргументиран институционален диалог, но додаде дека нема да дозволи девалвирање на судскиот систем, ниту поткопување на улогата на македонскиот јазик како столб на државноста и институционалниот поредок.